А сега почнуваме со конечно новата проповед, дела 7 глава, каде што застанавме. Наоѓајќи се стоејќи пред Синедрионот, највисокото собрание на Божиот народ и се уште Божијата црква во тоа време, може би последниот ден кога ја имале таа привилегија тогашните евреи, Стефан ја започнува својата одбрана, која што ја претвора во проповед. И затоа ние ќе ја проучиме како дел од оваа серија предавања библиски проповеди. Кога завршиме кај 6 глава, минатата сабота споменавме дека, како и неговиот учител, Стефан исто така бил лажно обвинет. Го слушнавме како зборува, гласеше лажното обвинение од лажни сведоци. Го слушнавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши ова место и ќе ги измени обичаите што ни ги предаде Мојсей. Но Господ му даде тогаш неговото лице да засветли како ангел и тоа да представува прв знак за неговите суди и неговите обвинители, дека Господ го става Стефана на страната на Мојсей, чие што лице исто така светало после Синај, и да внимаваат што ќе направат и како ќе постапат. За жал, тие веќе беа решени да го направат погрешниот избор. Зато во 7 глава првиот стих, тогаш првосвещеникот рече, така ли е тоа? Значи, се прави се објективен судија. Значи, вистина ли е тоа обвинение? И Стефан доаѓа на ред да се одбрани. Вториот стих вели, а тој одговори, луѓе, браќа и татковци, чујте. И еве како почнува неговата проповед. Бог на славата му се јави на нашиот татко Авраам, кога беше во Месопотамија. Уште пред да се пресели во Харан, значи уште во Ур кога бил. И му рече, излези од твојата земја, од твојот род и од домот на татко ти, па појди во земјата што ќе ти ја покажам. Со кои зборови ја почнува Стефан својата одбрана? Започнува цела една проповед. И почнува од Авраам. Зошто решил вака да зборува, да почне проповед? Наместо да се брани, тој почнува да им држи проповед на најобразованите и највозвишените учители на израелскиот народ. Затоа што Стефан разбира дека тука не е во прашање он лично и неговата кожичка, туку тука е во прашање Божијата слава, конкретно Христовата слава, неговото спасение, неговото слово, неговата наука, неговото евангелие. Тоа е во прашање. Стефан се однесува како според зборовите на Елена Вајд, дека Божиот народ, кој ќе биде обвинуван, кој ќе биде суден или повикуван на судови и така натаму, заради верата, се мисли во тој контекст, таму не треба да се бори за своите права, туку за Божиото право на неговата служба. Значи, на суд излегувам не за да се борам, ако излезам на суд заради верата, а Синедрионот бил највисокиот, врховниот суд на Израел, таму излегувам не да се бранам јас себе си, туку да го бранам Божието право да му бидам слуга или Божијата чест, неговата вистина, неговото евангелие, заради сведоштво на тие
каде што сум повикан. Не заради себе. Така се однесува и Стефан, според тој совет. И зашто почнува од Авраам? Затоа што Авраам бил повикан. Кога ќе стигнеме, ако даде Господ подоцна, во дела 22 глава, кога ќе видиме каква проповед држи Павле пред евреите во храмот. И Павле го нагласува фактот дека тој бил повикан. Што се буните? Што ме напаѓате? Што ме обвинувате? Господ ме повикал. И што требаше да направам кога Господ ме повикал? Да речам не, да го одбијам? Ова не е моје дело, ова не е моја иницијатива, ова не е моја наука. Господ е тој што ја иницирал сета ова и црквата, и спасението, и евангелието, целата ова промена што се случува во Израел. И се уште во времето на Стефан, се уште само во рамките на Израел се шири и се проповеда евангелието, иако и самиот Стефан потекнувал од обрезаните прозелити, значи имало веќе мнозина такви прозелити, кои што верувале во израелскиот Бог и биле дел од неговиот народ, но се уште ниту еден необрезан, ниту еден незнабожец не станал христијанин. Започнува од Авраам, затоа што Авраам бил повикан. Значи, започнува сега да ги подсети водачите на Израел кои се корените на израелската вера, кои се корените на јудеизмот. Ако Господ него повикаше Авраам, ќе постоеше ли Израел? Си останеше Авраам во Ур Халдески, ќе си беше таму угледен, образован, богат, почитуван човек и ќе си умреше, како и мнозина, за нас анонимен, од пред 4000 години, некој си жител на Месопотамија, никој и нито. За нас денес. Дори и Мојсей, ако беше фараон, може би ќе го споменува и денес во учебници, во книги, во туристички патувања до Египет, може би и неговата мумија ќе ја покажува некаде, ако се сочувала. Но, ќе беше ли тоа подобро од оно што сега е Мојсей? Жив светец во Божието царство. Авраам беше повикан. И продолжува Стефан, 3 стих, и му рече: излези од твојата земја, од твојот род и од домот на татко ти, па појди во земјата што ќе ти ја покажам. Тогаш тој излезе од земјата халдеска и се насели во Харан. А оттаму по смртта на неговиот татко, Бог го пресели во оваа земја, каде што живеете вие сега. Со други зборови, да не беше ова Божјата иницијатива, да го повика Авраам, па да не беше и Аврамовата послушност, да се отповика на тоа, немаше да постоите вие сега. Немаше да постои Израел, немаше да постои Синедрионот, немаше да постоите вие како највисоко судско тело. Немаше да постои избраниот народ. Немаше да постои ни храмот, ни жртвите, ни свештенството левитско, ништо. Сега тоа ќе беше нула. Што ќе беше не знаеме, ама ова немаше да го има. Продолжува 5 стих. И во неја, значи во ветената земја, не му даде наследство ниту една стапка земја, се вели тука. Много интересно. Иако му ветил такво нешто, нели? Но вети дека ќе му ја даде на потомството негово и нему во посет, иако уште немаше челат, вели овој превод. Потомство, значи, деца.
Слични зборови наоѓаме во посланието до евреите, се сеќавате. Иако апостол Павле многу подоцна ќе ги напише тие зборови. А апостол Павле сега, додека Стефан ова го зборува, е што? Млад човек, некаде на 30 години, член на Синедрионот и ревен, православен евреин, ревен за своите еврејски корени, обичаи, татковски преданија и така натаму. Ревен за традицијата. И непријател на христијани, непријател на овие назаренци, така ги викале тогаш. Христијани дури во Антиохија од незнабожците ќе бидат наречени, а досега евреите ги нарекувале назаренци или следбеници на Назареецот. Ветувањето. Бог го повикал Аврам и му ветил наследство. Кое што во неговиот живот не се исполнило. Како што подоцна ќе напише Павле во Евреите. Не се исполнило тогаш, додека живеел Аврам. Но ветувањето остана. И за него, и за неговото потомство како песок морски. Продолжува Стефан. И му рече Бог вака: потомците твои ќе бидат населени во туѓа земја и ќе бидат поробени и мачени 400 години. Сега ги подсетува и на ова проречено робство. Значи, ова робство беше проречено. Египетското. Но јас ќе му судам на овој народ, под чие робство ќе бидат, а потоа тие ќе излезат и ќе ми служат на ова место. Значи, ништо, сака да каже Стефан, ништо во историјата на Израел од почеток, од Аврам, не е случајно. Сето тоа е Божји повик, Божјо ветување и Божјо пророштво. Осми стих. И му го даде заветот за обрезание. Потоа на Аврам му се роди Исак и тој го обреза на 8-миот ден, а Исак го роди Јакова, Јаков пак 12-те патриарси. И сега продолжува со сите овие познати работи. Зошто на најучените луѓе во јудеизмот, членовите на Синедрионот, Стефан им ги кажува овие работи? Зошто ми кажа овие познати работи? Ја верувам дека сите вие што сте тука денес, за вас се ово познати работи. Може би звучи издодевно. Зошто сега Стефан овие познати работи им ги кажува на нив? Најучените теолози, доктори, најучените умови во Израел. Еден Стефан сега им држи проповед, место да се брани. Зошто ги повторува овие познати работи? Ке го поставам и понатаму ова прашање. Сега нема да го одговорам. Зошто ги повторува овие работи? Познати работи. Може би издодевни и за нивните уши тогаш. Може би ова е првата библиска проповед, што ја читаме денес, која што за слушателите била здодевна проповед. Може би. Значи, ако некогаш се соочите со здодевна проповед, запометете дека и некоја библиска проповед беше, за некого беше здодевна. Сигурно овие работи се познати на евреите, на оние што го слуша Стефана во тој ден. Но рековме, Стефан сака да нагласи нешто, повторувајќи ги овие познати работи. Ја нагласува таа Господова иницијатива, неговиот повик, неговите ветувања, неговите пророштва. Сето тоа е од него.
не е од човек, не е човечко дело. Но што е човечкото дело? Човечкото дело секогаш е во насока да се попречи Божијето дело. Така, например, во 9 стих се вели, патриарсите беа завидливи кон Јосиф. Е, човечко дело. Патриарсите беа завидливи кон Јосиф. И го продадоа во Египет. Значи, зашто настанало египетското робство? Господ му прорече на Аврам, дека тоа потомство твое, што ти го прорекувам, дека ќе биде како песок морски, како звездите на небото, на кого ќе му го дадам ова во наследство. Тие ќе бидат 400 години во робство. Како сега? Можел Аврам да се рече, како сега, од една страна вакви ветување, од друга страна, зашто па сега робство? Шо па тоа мора? Зошто се случило египетското робство? Заради човечко дело се случило. Зошто се случило вавилонското робство? Подоцна. Исто заради човечкото неверство. Зошто се случи расколот и во христијанската црква пред 1000 години и во атличка црква пред 20 кусор години. Заради човечки дела се случи. Господ делува со својот дух од озгора, луѓето од оздола делуваат со својот дух против Господовото дело. Египетското робство се случило затоа што патриарсите беа завидливи кон Јосифа, браќата негови, и што направија? Дури не еден од синовите на громот, значи, предложи да го утепат, но ајде, Рувим сакаше како најстар да биде и најпаметен, да типично еврејски, да барем да се офајдиме малце, да се опариме малце од ова. Не мора да го убиеме, да го продадеме. И сега не мора да се кажува ништо во детали, само ги подсетува дека и тој Египет, и тие 400 години робство не беа случајни. Тие сега беа заради човечкото дело, заради човечкото неверство, во случајов човечката завист, зависта на самите израелци, Јосифовите браќа. И веднаш скока таа историја и вели, и го избави, значи, од сите негови маки, Јосифа, и го дарува со благодат и мудрост пред фараонот, египетскиот цар, кој го постави за началник над Египет и на целиот свој дом. Се сака да каже повторно како сега Господ го возвишува Јосиф, како сега Божијето провидение работи таму, во Египет. Тогаш настана голема глад и голема мака по целата земја египетска и хананска. И нешто татковци не наоѓаа храна. А Јаков кога чу дека во Египет има пченица, ги прати таму по прв пат татковците наши. А во Египет како имаше пченица? Се сеќаваме, бидејќи Стефан мора да ја скока таа историја, нема ни време за да навлегува подлабоко во детали. Повторно затоа што Бог преку Јосифовите сони, преку Јосифовото толкување на соништата на двајцата министри во египетскиот затвор, Господ го предупредува египетскиот фараон, царот, за тоа што ќе се случи. И треба да се обезбедат залихи на време. 13 стих. И кога отидоа повторпат, Јосиф им се откри на браќата и фараонот го запозна родот на Јосиф. Тогаш Јосиф прати гласници да го повикаат татко му Јаков и сиот свој род, 75 души. Колку бил Израел тогаш, замислите? 75 души. Значи, во Скопје има повеќе адвентисти од тоа? Од 75 души. Колку беа апостолите и сите други следбеници Христови на 50-ница са бајле?
околу 120 души. 75 души овие. Помалци и од тоа. Колку души му требат на Господа за да започне некое големо, грандиозно дело? Не му требат многу. Понекогаш многу, тоа што е многу, е премногу. Како Гедеоновата војска. Доволно е и со 75 души да се започне и да настане целиот израелски народ, целиот избран народ и сета историја што потоа следувала. Доволни беа и 12 неписмени рибари и со нив да настане најголемата револуција во историјата на светот. Продолжуваме со 15 стих. И така Јосиф слезе во Египет, Јаков се извинувам, да. И така, таму умре тој и татковците наши, и ги пренесоа во Сихем, и ги положија во гробот, што во Сихем го беше купил за сребро Авраам од синовите на Емор. Но како што наближуваше времето, кое време сега? Времето за исполнување на ветувањето. Кое време? 400 години, тие што на Аврам го беа кажани, што предходно ги спомнана. Че сега Стефан ги подготвува своите слушатели за да разберат дека сега Господ имаше проречено преку Данијел и едно друго време, кога треба да дојде Месија во крилото на израелскиот народ. Кога треба да се појави вистинскиот Месија? Било проречено со време, било проречено. Кога ќе се појави вистинскиот Месија? И Исус го исполнил тоа пророќство. Исус дојде во предвиденото време. Со тие 70 седмици од Данијел 9 глава. Кога се наближуваше времето, значи тие 400 години, за исполнување на ветувањето за кое Бог му се заколна на Авраам во Египет, се зголемуваше, вели, и се намножуваше бројот на луѓето. Се додека во Египет не дојде друг цар кој не го познаваше Јосиф. Тој лукаво постапи со нашиот народ, ги мачеше татковците наши, присилувајќи ги своите новороденчиња да ги оставаат за да не останат живи. Во тоа време се роди и Мојсей, кој му беше на Бога мил. Много интересно, што значи ова се. 3 месеци беше хранет во куќата на својот татко. А кога беше оставен, него го прибра фараоновата керка и го одгледа како свој син. И ја научи Мојсей целата мудрост египетска и беше силен во зборови и во дела. А кога навршуваше 40 години, нема му дојде на ум да ги посети браќата своји, синовите Израелови. И што направил Мојсей? И кога виде дека еден од нив го навредуваа, го заштити, одмаздувајќи се за измачуваниот, го уби египјанецот. Зошто Стефан го кажува сега овој детали? За да повторно покаже како човечкото дело може само да ги расипе Божите планови. Се што треба да прават луѓето е со вера да го прифатат Божието дело. Зато кога прашаа јудејците што да правиме за да ги правиме Божите дела, Господ што им одговори? Јован 6 глава 28 стих. Божието дело е да верувате, не вие нешто да направите. Вие нешто може само да расипете. Кога Господ работи, ние треба да го прифатиме со вера неговото дело.
А ако ние сакаме да се замешаме во тоа дело, со наши дела, со наша мудрост, ние само може, како израелците, може да го расипеме, и тоа во историјата се потврдува безброј пати. Стефан ги подготвува повторно водачите на Израел да сватат дека се што досега го кажува, целата ова историја што ја повторува, е за да ги втисне во нивните мисли овие вистини, дека се што е вредно, славно и избавително, спасително во нивната историја било Божјо дело. А се што било застој, пораз или одлагање на ветеното, исполнувањето на ветеното, сето тоа е заради човечките грешни дела. Во 25 стих вели дека Мојсей мислеше, со тоа што Мојсей значи го уби египтјанецот, човечко дело, мислеше дека браката негови ќе согледаат дека Бог преку неговата рака ќе им даде спасение, но тие не сватија. Значи немаше Божи благослов тука. Тоа беше човечко дело. А на другиот ден, кога некој од нив се тепа, тој дојде кај нив и ги советуваше да се смират, велејќи: луѓе, вие сте браќа, зашто се не врдувате меѓу себе? Значи, Мојсей, кој што мислел дека со убиството на египтјанецот крева револуција сега, па употребува револуционарен јазик. Браќа, вие сте браќа, вие сте браќа македонци, вие сте браќа христијани, не се тепајте меѓу себе. Да се обединиме да ги тепаме египтјаните, а не меѓу себе да се тепаме. Меѓутоа, во таквите човечки револуционерни дела не постои Божиот благослов. Во тој човечки занес. Но оној што го навредуваше својот ближен, го одби од себе и му рече: кој те постел ти да не бидеш началник, тебе, и судија над нас? Или пак и мене сакаш да ме убиеш, како што вчера губи египтјанецот? Значи, воопшто не беа ни благодарни за оно што Мојсей го направил. Зошто го кажува ова Стефан? Бидејќи, како што рековме минатите саботи, израелците на чело со Синедрионот сакале таков месија, сакале човечки револуционер, кој што ќе крене востание против непријателите на Израел. Тие сакале таков, каков што бил Мојсей на 40 години. Таков месија. А го отфрлаат вистинскиот. И сега Стефан ги подсетува дека тоа што тие го сакаат, тоа и во минатото, во нивната историја, не беше благословено. Што се случи после ова човечко дело? Знаеме што се случи со Мојсей. Од тие зборови 29 стих вели: Мојсей побегна и се насели како тугинец во земјата Мидијанска, кај што му се родија 2 сина. Колку време живееш таму Мојсей? Уште 40 години. Мојсей на 80 години старец, и по негови стандарди во тоа време тоа било поодмината возраст. Што можел да заклучи? Ништо од целата оваа работа. Пораз. Ништо од нашата вера. Ништо од нашето дело. Во човечки очи многу често сето ова изгледа напразно, бадијала и пораз. Ништо и од адвентизмот, ништо од целото христијанство, само делби, караници, ереси, соблазни. Ништо. Само помина времето, го изгубивме времето, па множене затоа и се разочаруваат, си одат и така натаму. Тоа било и со Мојсей.
кога бил млад, кога мислел дека ќе го исполни тој човечкото ветување со своето дело, со своја иницијатива и со своја сила, тоа дело доживело неуспех и уште 40 години поминеле, додека не станал старец во Мадијанската земја. И ништо посебно не се случило. Стефан, со други зборови, изнесувајќи ги овие делови од историјата на израелскиот народ, сака да ги подготви своите слушатели да ја сватат оваа вистина. Дека Израел постоел затоа што Господ работел, Господ повикал, Господ ветил, Господ прорекол и Господ избавил, а секојаш кога се случувало робство, застој, пораз, сопки, неуспеси на тој пат, во таа историја, тоа е затоа што човечкото дело тука ќе се замешало да ги одложи Божите планови за некое друго време. И ние тука ќе направиме пауза. Значи, застануваме со овој Мојсеев неуспех, кај 29 стих, и продолжуваме со многу повеќе од 7 глава, од Стефановата проповед, следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Ќе видиме што понатаму, како понатаму Стефан ја продолжува својата проповед и како понатаму сега во тоа друго време, кога Мојсей е старец, повторно од Божјата сила, од неговата иницијатива, од неговото дело, зависи избавувањето на Израел, а не од човечкото. Нека му е фала и слава. Амин.